Не, апсолутно не се плашам и немам зашто се плашам. Зошто би се плашал? Јас, мојата амбиција јавно сум ја искажал. На крај на денот и граѓаните и луѓето... Не сакам да речам впечатокот што сакате да го покажете, баш сум ВМРО, баш е таа линија и ништо повеќе, надвор од тоа нема да кажам, овие не ковеле шајки, овие не правеле ништо, искрено не очекувам на тој начин министер да се реферира. Ама предизборна година, вие имате амбиции, тоа... Мислам дека ова навистина нема никаква доdirна линија со тоа дали е предизборна година или не. На крај на денот луѓе кои што декларираат политики зад маски многу кратко траат на политичката сцена и обично најчесто лошо завршуваат. Кога ги проверувам изјавите, градоначалникот на Кисела Вода и претседател на ЗЕЛС, вие би требале да бидете добриот двоец што на најдобар начин ќе ги изрекламира овие политики. Не изгледаат работите така. Очигледно Георгиевски како човек на терен смета дека природно после се што завршила ова номинација му припаѓа на вас. И не знам како во внатрешните кругови сега се толкова ова нападно појавување на Перински, постојано сте негде зад премиерот, поголемиот дел од настаните сметат дека се измислени и описот е тоа е дечкото кој го преферира екипата на премиерот, што и тоа да значи. Значи, одлука на партиско ниво се уште нема и сите овие перцепции се прерани за да може да се потврдат или негираат. Ова се дел од дневните активности на премиерот и на мене како член од владата. Од аспект на оперативноста на Орце Ѓорѓиевски се согласувам заради тоа што и јас сметам дека е добар градоначалник на Кисела Вода и така треба да продолжи да си ги дореализира своите веќе започнати проекти. Од аспект на мојата амбиција за град Скопје, повторно ќе кажам, јас немав задршка јавно да ја обзнанам и навистина немам ни причина зошто па да направам чекор назад. Каква и да биде одлуката, јас се согласувам дека и Орце Ѓорѓиевски и јас едногласно ќе се сложиме и ќе ја поддржиме и практично ќе застанеме позади таа одлука.